Најавената анкетна комисија во собранието за трагедијата во Кочани најверојатно ќе се прошири и со други предмети. Првичната иницијатива пристигна од СДСМ и беше конкретно насочена за пожарот во дискотеката, но премиерот Христијан Мицкоски истакна дека освен за Кочани треба да се зборува и за модуларната болница во Тетово, несреќата кај ласкарци, купопродажбата на соравија и други предмети. Но ние секогаш сме на страната на правдата и сметаме дека кога тоа е потребно, дека сите случаи треба да добијат правна и правилна разрешница без селективна правда. Поддршка за ваква комисија има и од претеничката група на ВМРО-ДПМН. Немаме ништо против ваква анкетна комисија, но ќе ја прошириме со трагедии кои што се случија како она во модуларната болница Ласкарци, Бесатранс, така што нема ништо против тука. За случајот во Кочани претходно од ДУИ побара и меѓународна истрага. Од партијата вела дека граѓаните ја заслужуваат вистината, а не политички игри и прикривање на скандали. Од ДУИ бараат одговори од владата и МВР за работењето на агенцијата за обезбедување Рубикон. Оваа агенција, блиска до владеачката партија, била одговорна за безбедноста на кабарето во Кочани во ноќта кога се случи трагедијата што одзеде 59 невини животи. Затоа, владата има обврска да му даде на јавноста јасни одговори. Кои се другите клиенти на Рубикон? Дали имале регуларни безбедности договори и лиценцирани обезбедувачи? Инаку за случајот во притвор остануваат повеќе припадници на обезбедувањето, полицајци, но и поранешни функционери, меѓу кои Крешник Бектеши, Горан Трајковски и доскорешниот граначалник на Кочани Љупчо Папазов. Од сите осомничени за кои беше побарана мерка за задржување, во домашен притвор единствено се двајцата поранешни граначалници Радко Димитровски и Никол Чуилиев, како и екс-директорка во пазарниот инспекторат.